вистинското решение. Е полезно кога се полемикува различните мислења по една ваква битна тема, проблемот на меѓунационалните односи и воопшто толеранцијата во Тоа е добар начин да се чуе кој што мисли помне, иако Либерално-демократската партија е платливо за партијата мите односи и безбедноста на државата се разговара и во парламентот како највисока законодавство, иако нема николку тоа прашање се отвори кај председателот на државата. Веројатно се сеќавате дека ЛДП барање за тоа прашање да се разговара. Што одбија? Филип. Вечер. Ни однос председателот. Мислам дека треба да се разговара, меѓутоа можеби малку председателот сигурно е намерен да се овие вакви разговори требаше да ги закаже порано. Во Македонија меѓунационалните односи не се проблем. Те 6 месеци или мината година ние имаме константно меѓунационални тензии кои не се разрешуваат. Што значи дека ми се чини дека требаше малку порано да се разговара, иако сепак не е доцна, веројатно нешто се постигне и сега. Добре, ја мислам не е предоцна. Секогаш треба да се постоја иницијатива во која се разговара за отворените прашања, а меѓунационалните односи се едно од побитните прашања кои мислам кои го оптоваруваат дневно-политичкиот живот во Македонија. И ја мислам дека као иницијатива е позитивна, ако постигне некој успех, се дојде до некој договор или така, не би се почнало поголемо поздравување. Или као почеток од ниједна тема да се бега, посебно од темата на... Мислам, нашиот став не само за овој самит, него и за сите претходни, се надевам сите самити кај председателот е познато. Jer сметаме дека ова е позитивно случување. Мислиме дека самитите се одвиваат многу промислено, мислам типично за председател. Ни прашања како што е меѓународната политика, каде што не се толку жештените. Мислам дека планирано. Мислам свесно председател почна со меѓународно. Тука се надевам понатаму ќе начини на комуникација, секогаш мислам јадни личности знаеме, например, или интервју едно како почна така позитивно, нека оној принцип лагаме као партија дека треба да постои диалог за сите прашања на најоси. Токму тоа, мислам дека и меѓу политичките партии одредено доближување на овој начин и се разбира според информациите нели од овој самит нели за една ваква жештена тема, имам дека во прилично атмосфера се решава изгледа комуникација меѓу политички партии. Сега, колку овие разговори може да се третираат како преговори? Има некои такви гласни говорења? Кој? Мене ме гледате? Како преговори. Да. Дали може така да се гледат? Има нели нешто, мислам, све што ќе се постигне тука има некоја, нели? Дали се преговори? Преговори за што? Да бидеме малку поконкретни. Да. Што да се постигне со тие преговори? Разговор е кога правите диалог со некого. Од тоа што ќе го разговарате, веројатно некаков. А штом ти има некаков ефект, значи сте се согласиле за одреден